Строго внимавајте што јадете на плюс 40-ката, бидејќи лесно може да се случи да го нарушите здравјето од расипана храна. Особено предупредуваат лекарите и нутриционистите, тоа се артиклите од животинско потекло, млечните производи и разните парива. Но како да препознаеме дека храната е расипана? Изгледот и мирисот се број 1 карактеристики, значи точно се знае дека сирењето и месото, поточно и јајците и самиот мајонез го добиваат тој карактеристичен мирис. Покрај мирисот имаме и промена во конзистенцијата, односно имаме зголемена густина на истите, за разлика спротивно од јајцата, млекото исто знае да дава по зголемена густина, додека пак од друга страна другите млечни производи како што се сирењето знаат да бидат малку течни, но број 1 работа која што советуваме кај пациентите е секогаш да внимаваат на рокот на производите кои што го купуваат. Кои се симптомите на труење со расипана храна и кој е првиот чекор што треба да го направиме? Главните симптоми кај труењето се експлозивните диареи, би рекол, значи нагло отпочнување на водени столици во кои што во тек од 2 до 3 часа може да дојде до 5 до 6 празнење или нагло повраќање во зависност од тоа каде инфективниот агент ќе се всади во нашиот гастроинтестинален тракт. Кај пациентите доаѓа до нагло потење, губење на течности и поради тоа број 1 проблем со кој што ние всушност се справуваме овде е дехидратацијата. Што треба да се јаде на овие афрички жештини? Секако овошјето е број 1 и зеленчукот се број 1 работи кои што ги препорачуваме за конзумирање. Тоа се вообичаено доматите, краставиците, овде секако спаѓаат лубениците, дињата, пиперката како одлична замена за витамин С, ако во зимскиот период тоа е портоколот и мандарината. Во летниот период субституцијата на витамин С доаѓа најглавно од пиперката. Особено треба да се внимава на сладоледот. Внимание е потребно и за сезонски најбараниот и најконсумиран летен ладен десерт сладоледот. Затоа велат лекарите очи четворни за да не се случи задоволството да биде проблем.